страна на Министерството за внатрешни работи за ефикасно справување со последиците од невремето и остварување на функцијата на Министерството за внатрешни работи беа преземени плански мерки и активности на брзо излегување на загрозеното место и загрозената област. За таа цел од страна на СВР Скопје изготвен е план за преземање на мерки и активности за превенција, рано спречување и справување во услови на кризни состојби со земјотреси, поплави, сличилишта и одрони од земја, со кои на подрачјето на СВР Скопје се формира штаб кој ги координираше активностите на полициските службеници на терен. Министерството, заради пружање на помош на граѓаните во функција, ги стави сите расположиви човечки и материјално-технички ресурси со кои располага. За справување со штетите од поплавите, пред се спасување на лица, веднаш после излегувањето на местото и пронаѓање на исчезнати лица, ангажирани се припадници на СВР Скопје, единиците за специјални операции, како единица за специјални задачи Тигар, единица за брзо распоредување и посебната единица на полиција, како и хеликоптерската единица и одделот за клиничко-технички испитувања и вештачења. Од одделот за специјални операции во периодот од 6 до 12.8.2016 година ангажирани се над 2000 припадници со патнички моторни возила, со специјални оклопни возила, со механизација и хеликоптери, кои учествуваа во спасување, евакуирање на лица, потрага по исчезнати лица, укажување на медицинска помош и извлекување возила, чистење на поплавени куќи, испумпување на вода, чистење на јами, тампонирање на улици, чистење на речни корита и одводни канали. Министерството за внатрешни работи на Република Македонија на дневна основа ангажираше од 200 до 300 полициски службеници со околу 50 возила. Практично имавме 24-часовно покривање на кризното подрачје кое што се уште трае. И преземаа мерки за одржување на јавниот ред и мир на подрачјето зафатено со криза, преку полициски патроли, контролни пунктови на сите влезни и природни патишта и изголемена позорна патролна служба, се грижат за нормално одвивање на сообраќајот на патиштата во кризното подрачје и регионот, вршат придружба и ескорт на потребна помош и механизација до место на криза, учествуваат во преборување и помош на страдани и зафатени лица со кризната состојба, како и други мерки и активности согласно констатираните потреби. За поефикасно следење на состојбите и координација на мерките и активностите беше формиран оперативен штаб. По извршениот претрес на терен, а по претходно утврдена динамика за работење од страна на екипите на терен, а во согласно со насоките од дежурен јавен обвинител за подрачјето на град Скопје, екипи од Министерството за внатрешни работи и тим од погребалното предпријатие Бутел беа пронајдени, идентификувани и документирани 22 случаи на починати лица, сите македонски државјани кои биле комплетно документирани на лице место, а сите били пронајдени на подрачјето на општина Гази Баба. Според живеалиште, 18 од починатите лица се со живеалиште во Скопје, општина Гази Баба, 10 од Гази Баба, Стајковци 2 лица, Сингилиш 3 лица, Црешево 3 лица, Смилковци 1 лице, 2 лица се од Крива Паланка и по 1 лице од Тетово и Куманово. Како исчезнато лице во моментот е евидентирано едно 16-месечно бебе. Преку силите за безбедност на Министерството за внатрешни работи пружена е помош на граѓаните зафатени со поплавите, при што евакуирани се над 2500 лица и окажана е медицинска помош на над 500 лица во исклучително сложени и опасни по животот и на самите припадници на полицијата услови. Полициските службеници контролирано и со засилено присуство на терен го држаа и ќе го држуваат јавниот ред и мир и понатаму. Припадниците на Министерството за внатрешни работи заради спречување на вршење на кривични дела и пронаоѓање на евентуални сторители на кривични дела, како и спречување и контрола на движење на граѓани во подрачјето зафатено со елементарната непогода, вршат 24-часовно полициско патрулирање на целиот простор. Со цел ефикасно и ефективно одвивање на активностите на сите надлежни институции и лица кои се ангажирани и действуваат во подрачјето опатени со поплавите, Министерството презема координирани мерки и активности за контрола на сообраќајот во и околу подрачјето. Изработен е анекс план за постапување за утврдување на посебен режим на сообраќај заради овозможување на проводност на патиштата пристапни за движење на механизација и за движење на екипите кои што учествуваат во санирањето на последиците. Во рамки на редовните активности на Министерството за внатрешни работи, полициските службеници секојдневно се присутни на локациите каде се собира хуманитарна помош, како и околу објектите каде се дели хуманитарната помош заради
превенирање на криминални активности и одржување на јавен ред и мир. Министерството за внатрешни работи формираше повеќе увидни екипи со цел документирање на оштетени возила од поплавите. Од страна на СВР Скопје фотографирани се вкупно 224 моторни возила и тоа на следните локации: кај Клучка Стајковци, во населба Економија, обиколница на град Скопје, во близина на надвозник за село Смиковци и северно од село Стајковци, така да целокупниот овој простор беше пребаран и сите патнички моторни возила, товарни моторни возила кои беа зафатени од времето беше извршен кривичко-технички увид, идентификувани собствениците и возилата беа со поддршка на останатите институции дислоцирани до нивните собственици. Тоа се практично активностите кои воглавно беа спроведени и извршени во овие неколку дена од страна на Министерството за внатрешни работи, меѓутоа со исти интензитет и со исто темпо, со ист број на персонални капацитети, со материјално-технички средства продолжуваме и понатамо да помагаме во санирањето на последиците.